Председателот Пендаровски потврди, полкот за специјални операции повеќе нема да постои, ќе се трансформирал во батаљон за специјални сили. Ова е официјалниот одговор од шефот на државата на прашањата на Алфа, откако професорот Александар Нацев викендов ја крена јавноста на нозе, обвинувајќи дека Пендаровски и Шекеринска имале своја агенда за расформирање на најелитниот состав во нашата армија. Полкот за специјални операции не се расформира, туку се трансформира во батаљон на специјални сили, кој ќе биде подчинет на оперативната команда, а не како досега на генералштабот. Инаку Нацев предупреди дека планот на Пендаровски и Шекеринска бил дел од договор меѓу коалициските партнери СДСМ и ДУИ со цел батаљонот за специјални намени волци да се примат само кадри што ќе бидат одобрени од ДУИ. Од кабинетот на Пендаровски не го демантираат ова. Велат ќе било обезбедена соодветна правична застапеност на сите заедници во државата. Соодветната и правична застапеност на сите заедници во армијата е принцип кој мора да се зачува, иако председателот нема надлежност над поединечните конкурси за вработување на припадници на армијата, како врховен командант, поддржува политики, преку кои ќе се овозможи соодветна и правична застапеност на сите заедници во армијата и принципот кој да е војник, на кое било место, на кое ќе конкурира, да биде избран исклучиво врз основа на своите способности. Ваквите информации за политички тактизирање не се единствените. Договорот на двојецот Заев Ахмети за партиски вработување на лица блиски до ДУИ направи раздори во Агенцијата за национална безбедност, каде за малцинствата дури беше намалени прагот на бодување за вработување на новите кадри.